Цивил медија. 9 август 2019 година. Вест на денот. Продолжува објавувањето видео снимки поврзани со случајот Рекет. Италијанскиот весник La Verità на својот портал и на Facebook страница утро го објави втор аудиоматеријал на кој се слуша и гласот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Во недостиг од посериозни докази и изјави од релевантни личности и институции, јавноста се скандализира со овие и ваквите докази во оваа афера. Во последниот разговор од аудиоснимката се слуша гласот на Јанева, каде му вели на Јордан Камчев да не се секира, дека ќе биде се окей. Јанева: ги повикувам истражните органи што е можно побрзо да ја завршат истрагата, да ги приберат сите докази, да ги завршат сите форензички вештачења поврзани со случајот Рекет, за целосно расчистување на овој случај и обелување на моето име. Специјалната јавна обвинителка, како реакција на објавените снимки од италијанскиот весник La Verità и реакциите што произлегува во јавноста, денеска се јави со сопштение до јавноста. Ја слушнав снимката објавена на порталите поврзани со случувањата за случајот Рекет. Фрапирана сум како моите постапки како специјален јавен обвинител се донесуваат во каква било корелација со случајот Рекет. Како специјален јавен обвинител, моја обврска е да контактирам со сите осомничени како и со други лица во врска со кривичните постапки кои се водат во ова јавно обвинителство и од сите нив да се обидам да извлечам што поголем број на информации како би ја подобрила позицијата во контекст на осомничените. Стефанова: Јанева ни наложи да ги затвориме предметите Империја и Поштенска банка и осумничените да не одат во затвор. Како предметен обвинител за предметот Империја, кој засега е во центарот на вниманието и околу кој кружат голем број на шпекулации, сметам дека неопходно е во јавноста да изнесам одредени информации, токму во насока на спречување на таквите шпекулации. Одлуката да биде дадена согласно за издавање на времена патна исправа на осомничениот Јордан Камчев, Катица Јанева ја донела во време кога јас користев годишен одмор и за истата не ме извести. Во одлука дознав од обвинителката Елизабета Јосифовска, кај која било донесено на подпис писмено изготвено мислење, вели Стефанова. Флеш вести. Заев: позитивни трендови во размена со Грција по подпишувањето на договорот. Како резултат на подпишувањето на договорот со Грција, трговската размена во 2018 година се зголеми за 15,8%, а извозот порасна за 5,8%. Во периодот јануари-мај 2019, меѓусебната трговска размена продолжи со позитивен тренд од 4,7%, напиша премиерот Зоран Заев на својот Facebook профил. Јовески: и Јанева и Стефанова ќе бидат сослушани. Според јавниот обвинител Љубомир Јовески, сите инволвирани лица во конкретниот случај Рекет ќе бидат сослушани и испитани во фокусот на Цивил медија. Цивил медија како отворена платформа за сите што сака да изразат својата слободна мисла, неделава доби и нов колумнист, екс-министерот за здравство и градоначалник на општина Гостивар Арбен Таравари, кој во својата колумна "Експертска влада од хибити и хулигани до вулкани" се осврнува на неспособните владеачи и политичари, а колумната "Шахот и политиката" дава свој преглед на компромисите како алат што ги следи владите како во светот, така и кај нас. Како редовен коментатор на Цивил медија и оваа недела имавте можност да прочитате поенти од господинот Џевдет Хајредини, во кој посочува за ветингот, Охридскиот договор, партиските војници, правната држава. Џабир Дерала во своите рафали посочува за важноста на поединецот во борбата против пропагандната и хирбидна војна како супер добродојдена единица во алгоритамот на Мокта, како и дека пасивноста и заблудите се додаваат на победничкото конто на уништувачите на демократијата. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.